Пријави се и биди репортер. Вака почнавме есенуска 2017 година. Мојата апликација покажува 23 степени. Гледам директно. Ова е патот, односно обиколницата над Битола. Во серијалот од 20 емисии од емисијата објавиме која е дел од коалицијата за медиумска писменост. Граѓаните репортери обработија исто толку теми. Зошто кога се знае кој е лицето, се кажува со иницијали? И СС ќе каже, а не го кажува кој е тој. Заради почитување на начелото на невиност, Тие предлагаа теми, ние дискутиравме со нив, им помагавме во реализацијата. На терен, во студио, во создавањето на текстот, монтиравме заедно, се учевме низ месеците за нас. Дали умееме да препознаеме лажни вести? Црпам информација од 2 или повеќе извори. Најчесто на интернет ништо не читам. Тие вести треба да се направат, дека сепак е потребно цел ден да работиш. Тие учеа како да се работи во медиумот. Ние учевме каде се пропустите кај граѓаните кога зборуваме за тоа колку се медиумски писмени. Едни од други научивме по нешто. Објавување на не многу долични фотографии можат да доведат до злоупотреба на нашите податоци. Поста пазам. Колку луѓе прочитаа услови на користење на Facebook пред да се зачнат. Да внимаваат од кој портал читаат. Да се запознам подобро со како функционира една телевизија. Зошто некои луѓе толку многу зборуваат? Зарем не гледаат дека сум зафатен? Тоа е ѓаволско вражуле. Наместо таа да му помага нему, човекот станува роб на таа технологија. Верувам дека нашата нација е телевизиска нација. Верувате на интернет или на своите коски? На интернет. Телевизијата е дефинитивно најтешкиот медиум. Во весникот мораш ти да го извадиш преку твојот талент за пишување. Објавиме, ја завршивме со надеж дека мисијата беше успешна, да имаме медиумски пописмени граѓани.